Министерството за спорт ја чешла работата на поранешната Агенција за млади и спорт. Под лупа е изградбата на затворениот пливачки базен во Охрид, капитален објект вреден 5 милиони евра, кој започна да се гради пред 9 години, а се што се изградило пропаѓа. Министерот за спорт Борко Ристевски веќе најави раскинување на договорот со економскиот изведувач, изработка на нов проект и проценка колку дополнително ќе треба да се инвестираат средства за доизграда на базенот. Известно е дека ќе се бара нова фирма да го доврши базенот, а во меѓувреме во тек е и ревизија која ќе утврди што и како се работело изминативе години. Евентуалното утврдување на недоследности нема да помине неказнето. Ревизијата ќе ни каже дали ќе има можност за кривична пријава. Ако ревизијата утврди дека има можност за кривична пријава, бидете сигурни ќе направиме. На објектот не само што со години не се работело, туку нема ни чуварска служба, а околниот простор е претворен во мини депонија. Она што е воочливо е дека приземјето од базенот, каде што треба да бидат магазински простори, е удавено во вода, а добар дел од алуминските лајсни од кровот се испаднати. Во изградбата на затворениот пливачки базен, повеќе од година и половина нема мајстори да работат на него. Конкретно од 2019 имаше рок за изградба, меѓутоа тој рок се проби. 2020 имаше повторно исто така рок и тој рок се проби. И покрај ваквата очајна слика, последниот директор на Агенцијата за млади и спорт уверуваше дека базенот ќе бил готов најдоцна до септември годинава. Газдата на фирмата која го доби 2015 беше во притвор, му беа замрзнати сметките, не можеше да извршува работи. Се случи што се случи, не знам како го објавиле тендерот, имаме проблеми со машинството. Машинството беше вода, се покажа во нашите бушотини дека нема вода, во Охрид не постои долу вода и сега треба да го менуваме вода-воздух. Инаку затворениот пливачки базен почна да се гради во 2018 година, речиси во исто време со автопатот Кичево-Охрид. Во целиот комплекс, според првичниот проект, требаше да има 2 базени, фитнес клуб, спа и велнес центар, игротека, продавница за спортска опрема, кафетерија, комерцијален и административен простор.